Од септември идната година ќе се ангажираат врвни тренери од странство во спортските академии, каде се граат младите идни македонски спортисти. Ова е една од 4 мерки кои вчера лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги презентираше се во областа на спортот. Планот е да се донесат докажани успешни тренери од странство во спортските академии и да помогнат во градењето на новите македонски спортисти. Сите мерки што вчера ги презентираа се за поздравување. Секоја инвестиција, секое вложување во спортот е за поздравување. Само така може да се оди напред со повеќе вложување, со повеќе инвестирање. Што се однесува до оваа мерка што ме спомнете, сигурно е за поздравување, но само во случај доколку тие тренери на вистина бидат од врвен калибар, најквалитетни, кога ќе дојдат во Македонија, да можат да разменат искуства со македонските тренери, да можат да дадат нова идеја, нова филозофија, која сигурно ќе придонесе понатаму за уште подобар развој на македонскиот фудбал. За следната година веќе се обезбедени средства за ангажман на првиот тренер со поголеми меѓународни успеси, кој на постојана основа ќе биде ангажиран со договори и ќе работи во фудбалската академија во Скопје. Од 2018 година ќе се продолжи со ангажман на други вакви тренери во други спортови, како и во спортските академии во различни градови. Само со перманентно, континуирано вложување и инвестирање можеме да дојдеме до подобри резултати. Сигурно не можеме за неколку месеци, но со континуирано, со перманентно вложување, мислам дека во наредниот период, во наредните години може да го подобриме квалитетот и да имаме и поквалитетен фудбал. Бошковски вели дека има заинтересираност за тренирање фудбал, но дека денеска младите поради технологиите има многу опции за пополнување на слободното време, но додава дека само спортот носи здравје и здрава и напредна младина. Без разлика со кој спорт се бави, секој спорт има своја убавина, своја специфика, така да со секој спорт, со секој бавење со спорт, сигурно дека пред се децата, младината се поздрави, повитални, психички се постабилни, така да топло препорачувам бавење со спорт. Овие мерки се во таа насока, да им се овозможи на генерациите да имаат што подобри услови и инфраструктура како и учители за да можат во некој иден период да го подигнат нивото на македонскиот спорт.